Тепихот е поставен додека актерите, режисерите и другите учесници се подготвуваат за спектаклот наречен Оскари. Тоа е наврвот секоја година за филмската индустрија и за водечките номинирани, вклучително и актерката Мишел Јео и филмот Се секаде одеднаш. Тројца други членови на актерската екипа се исто така номинирани за награди во филмот кој доби големи почести на овогодинешните награди на Сдруженијето на актери. Кейт Бланшет е исто така фаворит за најдобра главна актерка за незината улога во драмата Тар. И двата филма се меѓу 10 номинирани за Оскар за најдобар филм. Во филмот Елвис, приказната за поп-иконата Елвис Пресли со звездата Остин Батлер, се надпреваруваат за најдобар актер. Бернард Хилер, холивудскиот тренер на актери, вели дека Холивуд сериозно ги сваќа Оскарите. Very important for the film and can be very important for the actor himself because it's an acknowledgement from the industry that you have something unique. Брендан Фрейзер во Китот е уште еден главен кандидат за најдобар главен актер во приказната за морбидно дебел маж и неговиот проблематичен однос со неговата керка. Во тажачките од Инишерин се зборува за тензиите во пријателството во едно ирско село, а номинирани за водички актери се Колин Фарел и спорена машка улога Брендан Глинсон, потоа Бери Кеоган како и спорена актерка Кери Кондон. Меѓу конкурентите на Кондон е Анджела Басет за незината спорена улога во акциониот филм на Марвел Црниот пантер Ваканда за секогаш. Номинираните за најдобар филм ги вклучуваат и Фебелманите, филм базиран на раниот живот на режисерот Стивен Спилберг, и германскиот филм На западот ништо ново, базиран на антивоениот роман од 1929 година. Номиниран е за најдобар филм, а исто така и фаворити за најдобар меѓународен филм. Because some people have dramatic Oscar-winning scenes and some people don't. So it's kind of comparing an apple and an orange and a pear and like which one's best. So it's fun. Don't take it too seriously. Во номинираните се и вклучени драми снимени по вистинска приказна, како што е Навални, филм за разговорот за убиство на рускиот опозицијски лидер Алексеј Навални. И покрај сериозните теми, намената на Оскарите има претежно забавен карактер, кога обожавателите ги бодрат своите омилени филмови и луѓето што ги снимаат. Оваа година познатиот црвен тепих е заменет со друга боја, така наречената шампањ боја. Домакин на 95-тото издание на Оскарите ќе биде Џими Кимел, а ќе се емитуваат во живо на американскиот канал ABC на 12 март. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски од Вашингтон.